Дневник на регионалната К1 телевизија. Настаните кои го одбележаа денот ги донесуваме веднаш по најавите. Гледајте не. Доверителите бараат од предвремениот стечаен управник на Фени Индустри да обезбеди услови за интересирани инвеститори да влезат во комбинатот и да направат увид во имотот. Јавното предпријатие Комуналец од Кавадарци ја подобрува состојбата со возниот парк. Старите дотрајани возила се заменуваат со нови. Штрајк во градскиот ракометен клуб Борец. Ракометарите бараат плата и нова управа. Три европски компании се заинтересирани за превземање на комбинатот Фени, соопшти од Комерцијална банка, Стопанска банка Скопје и Silk Road банка. Станува збор за компании што го познаваат пазарот со метал и имаат финансиска моќ да ги сервисираат обврските за да вложат во рестартирање на производството. Најголемите доверители на Фени Индустри, Комерцијална, Стопанска и Silk Road банката, бараат од привремениот стечаен управник Мирослав Анастасовски да ги обезбеди неопходните услови за непречен увид на комбинатот од страна на заинтересирани инвеститори. Со цел да не се врши непотребно одолговлекување на активностите, кумулирање на трошоците кои банките ги авансираат, за да се спречи настанување на ненадоместлива штета со намалување на вредноста на имотот на должникот, како и рестартирање на работењето на должникот врз најбрз можен рок. Како на привремен стечаен управник определен со решение СТ број 111/2017. Ви собраќаме со цел, без одлагање да ги обезбедите сите неопходни услови за непречен увид во имотот на должникот на заинтересираните инвеститори. Стои во писмото подпишано од трите банки, а испратено до привремениот стечаен управник. Привремениот стечаен управник Мирослав Анастасовски потврдува дека го примил писмото. Преку писмен допис информира дека изноѓање на стратешки инвеститор е единственото решение за комбинатот. Согласно решението на судот за зачувување на имотот на должникот и штитење на интересите на доверителите, известен е менаџерскиот тим на Фени Индустри АД Кавадарци за барањето на доверителите. Непостапувањето или одлагањето на постапувањето по известувањето е спротивно на законот за стечај и ќе се смета за несоработка, зашто согласно законските прописи менаџментот сноси одговорност. Како што и претходно соопштив, јас како привремен стечаен управник на Фени Индустри АД Кавадарци сметам дека единствен начин за решавање на проблемите е изнаоѓање на стратешки инвеститор кој ќе овозможи преку реорганизација во стечај премин кон нормално функционирање. Времето е секако круцијален фактор. Секој изгубен ден во оваа постапка е на штета на комбинатот и вработените. Кога точно заинтересираните инвеститори ќе го посетат Фени Индустри, конкретни информации нема. Она што банките го навеле во писмото е дека посетата би се реализирала од 22 до 29 овој месец. За Пеце Ристевски, председател на Синдикатот на индустријата, рударството и енергетиката, информацијата дека има заинтересирани инвеститори не е изненадувачка. Во телефонскиот разговор тој вели дека 3 до 4 компании, вклучувајќи го и бугарскиот Енекот, се заинтересирани да го купат Фени. Тие сакаат да влезат во комбинатот за да видат во каква кондиција се машините. За можни понуди вели дека е рано да се зборува. Очекува работите многу појасни да бидат на 29 овој месец, за кога во основниот суд во Велес закажано е рочиште за испитување на условите за отварање на стечајна постапка. Првичните информации се дека Фени Индустри акционерско друштво Кавадарци има долгови од околу 60 милиони евра. Најголеми доверители се трите комерцијални банки. Тие имаат побарување од околу 40 милиони евра. За сега нема потврдено и негирање од управата за јавни приходи дека Фени должи 5,5 милиони евра. Јавното предпријатие Комуналец од Кавадарци ја подобрува состојбата со возниот парк. Старите дотрајани возила се заменуваат со нови. Возниот парк на Комуналецот денеска е збогатен со уште 2 нови возила, од кои едно теренско и едно возило за собирање на отпад. И двете се во износ од 83.000 евра.
Јавното предпријатие Комуналецот денес има 2 нови возила. Станува збор за едно теренско возило и едно возило за собирање на отпад или автосмеќарка со капацитет од 16 метри кубни. Вредноста на двете возила изнесува 83.000 евра. Набавката на возилата е од сопствени средства на Комуналец. Директорот Илија Атанасов истакна дека и годинава продолжува традицијата за обнова на возниот парк на Комуналец, а во иднина ќе бидат набавени уште 4 нови возила за потребите на ова предпријатие. Набавени се 2 нови возила, едно теренско, Dacia Duster и едно товарно со капацитет од 16 метри кубни. Вредноста на целокупната инвестиција изнесува 83.000 евра, средства обезбедени од буџет со текуно работење на јавното предпријатие. Во иднина планираме за наредната 2018 да продолжиме со оваа традиција и во план се да се набават околу 4 возила. Имаше слични, али повеќето се со поголема дотраеност и сега се обновува возниот парк. Може со сигурност да кажем дека имаме најсовремен возен парк во државата. На промоцијата присуствуваше и градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев, кој истакна дека со претходните возила, а сега со овие дополнително, ќе се подобри комуналната хигиена во градот. Со ова се подигнува квалитетот на извршување на дејноста на јавното предпријатие и условите во кои што функционира самото јавно предпријатие. Моите информации дека се јавното предпријатие има претежно сега релативно нов возен парк со нови возила каде што ќе може навремено и безбедно да ги извршува оние сектори комунални кои што да исполнуваат во делот на јавното предпријатие. Исто така и за теренско возило кое што од оправдана причина купено за да може да се постигнува оние делови кои што се недостапни во делот на изворишто Лукар, во делот на хидроцентралите, така да мислам дека јавното предпријатие и наредната година ќе продолжи со тенденција на купување на нови возила. Несомнено, кога сме кај ова предпријатие, од голема важност е да се спомене добиениот грант од КФВ банка кој изнесува 2,5 милиони евра. Финансии кои по изгласувањето на некоја од наредните седници на Советот на општината ќе треба да бидат операционализирани и распределени. Дополнително Комуналец има одобрено кредит од 600 милиони евра, од кои 20% се грант средства, исто така од КФВ банка. Ноември е месец посветен на здравје. Со носењето брада или мустаки мажите ја пренесуваат пораката за подигање на свеста за карцином на простатата. Целта на движењето Movember веле се да го промени лицето на здравјето на мажите. Во насока на подигнување на свеста кај машката популација, во дневникот во 16:30 гостин во студиото на К1 ни беше Ѓорги Нанов. Во продолжение да погледнеме делот разговорот. Господине Нанев, добро дојдовте во ова информативно издание на К1 телевизија. Ви благодарам што ја прифативте нашата покана. Ви благодарам и вас на покана. Така. Ајде најпрвен да кажеме што представува всушност овој настан, поточно Movember. Така. Movember е невладина организација која е основана во Австралија 2009 година. И се занимава со покревање на свеста околу машкото здравје или оние машки болести да ги речем, како рак на простата, рак на тестиси и психичките болести кои ги обтоваруваат машкиот дел од популацијата. Зема голем замав бидејќи е прва од оваков вид која се занимава со мажите и машкото здравје, нели? И годинава знам дека влезе во топ 100, да речем, невладини организации на светско ниво, по основ на собрани средства, активности и така натаму. Инаку, занимливо е тоа што многу брзо зема замав, бидејќи почиња во Австралија некако изолирано, но само за 2 или 3 години се проширува секаде во светот. Овдека кај нас во Македонија е 7 година поред, од која што 5 во Велес. Значи од 2013 година, ова ни е 5-та јубилејна година како во Велес ние го славиме, да речем, на некој начин Movember или се трудиме да ја подигнеме свеста кај машката популација во однос на оние машки болести. Тоест да алармираме дека е потребно да се вршат оние прегледи поредовно малку, да не се чека да дојде до некој, не знам, поголем проблем или заболување, тогаш може би е веќе касно. Така, што вели искуството до сегашно, дали бројот на вашите поддржувачи расте од година во година? Така.
Да, ние сме задоволни од тоа како зема замав сето тоа и како сето тоа е пренесено како порака. Од година во година прво сме, или Мовембар како Мовембар, е се попрепознатлив. Така да и ноември месецот кај нас, јас мислам дека единствено го поврзуваат со машкото здравје. Со тоа ние до некаде и сме успеале, нели, со тоа. Од друга страна имам информации дека и во оние приватни и државни болници веќе е зголемено поборувањето на оние прегледи превентивни кај машката популација. Значи, ние сме оствариле некои од целите. На друг начин како ние делуваме фактички, генерално Мовембар во Македонија, а и Мовембар Велес, е со прибирање на средства, односно донации, на различни начини, кои подоцна се донираат во локално овдека во Велес, во цели кои ги поддржува Мовембар. Така. Одлично. И за крај, знаеме дека времето е кратко со кое располагаме денеска. Да кажеме што ќе се случува викендов, поточно во сабота, која ќе биде локацијата на настанот, кои настани ќе се случат, што ќе се избира, ете подетелно и секако да ги поканиме нашите гледачи да присуствуваат на овој интересен настан. Така. Традиционално, секоја година, петта поред, ова, како што кажав, не јубилејна, правиме завршен симпозиум, како ние, да речем, го крстивме тоа. Тоа е фактички една дружба, која се случува во ПАП, овде во Велес, секоја последна сабота од ноември. Оваа година тоа е оваа сабота, на 25 ноември. Значи, во ПАП ќе имаме Мовембар симпозиум, каде што ќе се дружиме пред се, значи од забавен карактер исклучиво, каде што ќе донираме, каде што ќе бидат собирани средства, каде што цел месец ноември наназад се има маички за продажба, со тоа што со купувањето на маичка фактички се поддржува и директно Мовембарот. Тие средства одат за донација исто така. Има касичка поставено преку целиот ноември исто во ПАП. Исто и тие средства одат во онаа групна донација и каде што ќе избираме, нели, Wannabe Burg и Timeless Burg. Тие се оние двете симпатични некои награди како најдобар и најлош можеби не, но Wannabe и Timeless мислам дека се поадекватни називи за тоа. Имаме поддршка од ПАП, како локал. Во оваа идеја имаме поддршка од Скопска пивара, која ни донира 200 литра пиво секоја година, така и оваа, така да ќе пиеме пиво и сите средства собрани и од тоа ќе бидат исто така вклучени во донацијата. Одлично. Јас мене ми станува да ви се заблагодарам што бевте дел од ова информативно издание на К1 телевизија. Ви посакувам успешна реализација на настанот, па се гледаме во некоја наредна прилика. Ви благодарам вас, се гледаме во сабота. Така. Почитувани, тоа беше Ѓорги Нанев. Зборувавме за Мовембар 2017 година што ќе се одржува во Велес. По краткиот џингл се враќаме со вестите. Денеска во општина Неготино се одржа 33-тиот регионален надпревар за противпожарна заштита. На истиот учествуваа ученици од средни и основни училишта од 8 општини. Целта на надпреварот беше да се подигне противпожарната свест кај младата популација. Денеска општина Неготино беше домакин на регионалниот квиз надпревар за противпожарна заштита. Годинава надпреварот се организираше по 33-ти пат, а учествуваа ученици од 8 општини, и тоа Битола, Крушево, Валандово, Прилеп, Кавадарци, Гевгелија, Велес и градот домакин. Надпреварот беше под покровителство на Републичкиот противпожарен сојуз на Македонија. Основна цел на организирање на квизот е заштита од пожари, превентивни мерки и постапка во случај на пожар, ако дојде, како да постапат младата генерација. Во овој дел на квизот учествуваат градови од четвртиот регион. Значи, тоа се градовите Битола, Прилеп, Крушево, Неготино, Кавадарци, Валандово и Велес. Станува збор за традиционален надпревар каде екипите се подготвуваат од стручни материјали издадени од Противпожарниот сојуз на Македонија. Целта на ваквите надпревари е да се подигне противпожарната свест и да се придонесе кон што поголема противпожарна култура. Во рамките на овој квиз надпревар ние направивме и ликовни творби од учениците од основните училишта од Неготино и Демиркапија, каде што преку своите знања и умешност, значи, ние прикажаа сликови
повито противпожарната заштита, односно како да се заштитиме од пожари. Како што беше истакнато, најдобро пласираните екипи од регионалниот надпревар се стекнуваат со право на учество на републичкиот, на кој ќе се надпреваруваат најдобрите екипи од училиштата од цела Македонија. Носител на организационите активности за овој надпревар беше Општинскиот противпожарен сојуз во соработка со локалната самоуправа на Неготино. На почетокот присутните ги поздрави и градоначалникот Тони Делков. Че мора да го дадете максимумот, знаење и вештини и да бидете најуспешни во својата конкуренција. Ова од причина што победниците од овој регионален надпревар ќе обезбедат автоматско учество на надпреварувањето од највисок ранг на републичкиот квиз од областа на противпожарната заштита, на кој ќе настапат најуспешните екипи од училишта од цела држава. Сакам да кажам дека сум горд што минатата година токму екипата од Неготино го освои прво место на републичкиот надпревар. Учениците покажаа многу знаење и вештини одговарајќи на прашања што за нив ги подготви Комисијата од Републичкиот сојуз. За регуларноста на надпреварувањето и забодувањето се грижеше посебно формирана комисија составена од стручни лица од областа на противпожарната заштита. Инаку претходно во фоајето на Центарот за култура беше отворена изложба на ликовни цртежи на тема противпожарна заштита. Велешкиот театар започнува со циклусот Вечери на поезија. Станува збор за циклус Вечери на поезија посветени на поети по потекло од Велес, кој ќе се реализира еднаш месечно. Колешката Валентина Михайловска повеќе. Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот започнува со нова програмска активност. Станува збор за циклус Вечери на поезија посветени на поети по потекло од Велес, кој ќе се реализира еднаш месечно. Целта е да се даде придонес во афирмацијата и промоцијата на поезијата, вели Васил Зафирчев, уметнички директор на Велешкиот театар. Активноста започнува во среда на 22 ноември со вечер посветена на поезијата на академик Катица Ќулавкова. Сметаме дека тој ќе биде наш придонес кон грижата кон поетскиот збор, особено кон поетите и писателите кои што потекнуваат од нашиот роден град Велес. Практично ќе промовираме циклус на поетски вечери кои што еднаш месечно ќе се случуваат на сцената на нашиот театар. Изборот поезијата ќе читаат актери од театарот Джинот. Оваа активност ќе се реализира на иницијатива на директорот на Велешкиот театар Младен Крстевски. Наредниот месец планираме да бидеме во таа вечер да биде со поезијата на Ристо Јачев. Најверојатно некаде во јануар ќе биде со Клим Кармијанџиева. И понатаму ќе видиме, тука е Крајчев, тука имаме помлади поети, ќе миксаме од помлади и постари поети. Вечерите на поезија предвидено е да се одржуваат во фоаето на театарската зграда. Крстевски смета дека во Велес има интерес за културни случувања, а тие како државни службеници треба да одговорат на брањата на граѓаните. Ракометниот клуб Борец од Велес се соочува со големи финансиски проблеми и еднината на тимот е неизвестна. По јавното соопштение на клубот во кој играчите си ги бараат своите плати, прашуваат за еднината на клубот. Воедно најавија дека ако не им се реши проблемот, нема да одат на тренинзи и на наредните надпревари. Со свој став се обрати за ова и градоначалникот на општина Велес Аца Коцевски. Штрајк во градскиот ракометен клуб Борец. На пресконференција тие јавно проговорија за своите проблеми. Неисплатена плата, функционирањето на клубот без управен одбор, но и најавите за многу помалку пари од општинската каса за наредната година, се главните проблеми на кои што се фокусирани играчите. Тренерот Васил Василев вели дека клубот е препуштен сам на себе. Ако пратиме ситуацијата со градските ракометни клуби во Македонија, скоро сите веќе имаат нови управи и функционираат многу нормално, дури и подобро колку што досега што функционирале. Значи, назначени нови управни одбори, исплатени плати, нови опреми, така натаму и така натаму. Кај нас ние стоиме место. Губиме драгоцено време. Губиме драгоцено време затоа што во ек на преварувачка сезона, во која што се такмичат првата екипа, младинската и кадетската. Значи тоа се 3 надпревари неделно. Ние немаме управа, ние не знаеме кај да се обратиме кој да ни закаже пренос.
На почетокот на сезоната водевме битка за подобар пласман на табелата, а сега водиме битка за опстанок во Суперлигата. Борец има квалитетни играчи, а потребните финансиски средства ги обезбедуваше локалната власт. Сега работите се променија, пари нема ни за плата, а камоли за надпревари во Суперлигата. Днеска решивме да преземеме малку порадикален чекор, бидејќи трпението веќе ни е при крај 4 недели се соочуваме со неизвестност, да запреме со активностите, со тренирање, со одигрување на надпревари, сите обврски да ги прекратиме. Тоа е одлука на сите играчи. Направивме, изготвивме еден документ кој што утре ќе го предадеме и во општина со потписи од сите играчи дека колективна е одлуката да престанеме да тренираме, сите активности се прекинуваат, одигрување на надпревари, така да чекаме некој да не повика и да ни ги каже состојбите. Според на официјалните податоци, општина Велес за 2018 година во буџетот за градскиот ракометен клуб Борец има планирано 1,5 милион денари. Познавачите на состојбата велат дека со овие пари е доволно да се надпреварува клубот во пониската лига. Но тогаш Велес ја губи можноста да има врвен ракомет. Кај телевизија побара став од градоначалникот Аце Коцевски. Во писмениот допис од општина Велес како реакција на градоначалникот стои, цитирам: "Свесен сум за настанатата ситуација и проблемите со кои се соочуваат сите во клубот. Токму затоа веќе започнавме со правна процедура за итно решавање на состојбите во интерес на спортистите и останатите лица во клубот. Заедно со членовите на Советот на општина Велес, согласно правните лекови кои што ги имаме на располагање, ќе побараме свикување на вонредно собрание на акционерското друштво за превземање на итни активности за формирање на органите на акционерското друштво. Нашата администрација веќе ги подготвува документите за сите активности да бидат превземени на наредната седница на Советот на општина Велес, закажана за 27 ноември. На седницата ќе бидат донесени сите клучни одлуки кои ќе одблокираат работата на клубот во правен контекст. Ние и понатаму ќе продолжиме да ја поддржуваме работата на клубот, зашто веќе се обезбедени средства за наредната година во висина од 1,5 милиони денари. Завршен цитат. Деветстотини училишни екипи дел од проектот Училишни спортски лиги. Во рамки на проектот денеска во Велес силите ги одмерија машката средношколска одбојкарска екипа од Велес и Струмица. Покрај одбојката во овој проект застапени се уште 3 спортски дисциплини. Во рамки на проектот Училишни спортски лиги денеска во Велес силите ги одмерија машката средношколска одбојкарска екипа од Велес и од Струмица. Ова е втор меѓусебен надпревар на двете водечки екипи, вели професорот по спорт и спортски активности Ангел Чегушев. Овдека денеска се надпреваруваат учениците од средно образование од Струмица и од Велес, бидејќи тоа се двете најквалитетни училишни екипи во Република Македонија. Мината недела игравме во Струмица, оваа недела во Велес и напред уште 3 турнири повторно на истата релација. Покрај одбојката во овој проект застапени се уште 3 спортски дисциплини. Се надпреваруваат основци и средношколци или во 85 лиги. Учествуваат вкупно 900 училишни екипи. Значи се организираат и во овој нов систем на училишни спортски лиги. Се организираат од сите 4 спортски игри: ракомет, фудбал, кошарка и одбојка, и тоа за основно оделение 6, 7 и 8 и 9 и за средно образование комплетно учениците од средно образование. Федерацијата на училишен спорт на Македонија го осмисли целиот проект. Истиот има за цел унапредување на училишниот спорт со зголемување на бројот на ученици вклучени во спортските активности и системот за надпревари во учебната 2017-2018 година. Проектот Училишни спортски лиги е финансиран од владата на Република Македонија, заедно со Министерството за образование и наука, Агенцијата за млади и спорт и локалната самоуправа. Земјотрес ја стреса Македонија утринава во 8 часот. Потресот бил со јачина од 2,4 степени по Рихтер на длабочина од 3 километри. Бил почувствуван 44 километри од Скопје во Велес и Лозово. Вестите од Македонија. Премиерот Зоран Заев во рамки на официјалната посета на владината делегација на Република Србија денеска се сретна и со председателот на државата Александар Вучиќ, информира владината прес-служба.
На средбата на која присуствуваа и заменикот председател на владата и министр за внатрешни работи Оливер Спасовски, министерот за информатичко општество и јавна администрација Дамјан Манчевски и државниот секретар во Министерството за надворешни работи Виктор Димовски, беше истакнато традиционално доброто пријателство и соработка меѓу двете земји како исклучителен потенцијал за продлабочување на овие релации, пред кои престојат извонредни можности за повеќе нови иницијативи во повеќе области, со меѓусебна почит во однос на сопствените стратешки интереси, се вели во соопштението. Двете држави делат многу заеднички интереси како што се евроинтеграциите, за кои е разговарано да продолжат заедничките проекти на тој план. Од особен интерес е соработката и на безбедносните прашања, економската и социјалната благосостојба на граѓаните на двете земји, како и регионалните иницијативи, за кои и од Република Македонија и од Република Србија има особено голем интерес. На средбата се потврдени идеите за соработка на планот за дигитализацијата, стартап иницијативите и иновативните технологии и за заеднички настапи на стопанствениците од двете страни на трети пазари. Република Македонија и Република Србија ќе ги реафирмираат идеите за соработка на одбележување на значајни настани, датуми и културно-историски места од интерес на двете земји, како и конкретна соработка на културен план на ниво културно-информативни центри во двата главни града, се вели во соопштението од прес-службата. Собранието на Република Македонија во сабота започнува со расправата за предлогот за именување јавен обвинител на Република Македонија, а на истата седница ќе се расправи и за Законот за заштита на сведоци и за Советот за утврдување на факти. Од страна на владата за јавен државен обвинител е предложен Љубомир Јовески. На дневен ред на собранието денеска е предлог одлуката за испраќање на припадник на армијата на Република Македонија во мировната операција Алтеа во Босна и Херцеговина во рамки на 21-та седница. Пратениците ќе разгледуваат и предлог закон за рестриктивни мерки во прво читање, предлог законите за ратификација на договорот меѓу владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина за заемно признавање и замена на возачки дозволи и на спогодбата меѓу владата на Република Македонија и владата на Република Кина за меѓусебно ослободување од визи за носителите на дипломатски и службени пасоши. Пратениците ќе расправаат и за дополнителниот предлог на закон за изменување и дополнување на законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници во второ читање, како и предлог законите за извршување на буџетот на Република Македонија за 2018-та, за дополнување на законот за стечај, за изменување и дополнување на законот за персоналниот данок на доход, трите по скратена постапка. При напад на тинејџер самоубиец во џамија во градот Муби, североисточна Нигерија, загинаа најмалку 50 луѓе. Нападот е изведен за време на утринската молитва, при што се приведени десетици лица, изјави портпаролот на полицијата Отман Абу Бакар. Тој додаде дека стравуваот и бројот на жртвите ќе биде поголем, бидејќи голем број лица се стекнале со сериозни повреди. Се уште никој нема превземена одговорност за нападот, иако наликува на нападите на исламистичката терористичка група Боко Харам. Вестите од светот. Грција да биде дел од транспортниот проект за Источна Европа Вија Карпатија. Ова е иницијатива на Полска која поканила Грција да учествува во проектот, кој има за цел изградба на коридор по оската север-југ. Овој коридор би ги поврзувал Литванија, Полска, Словачка, Унгарија, Бугарија и Грција. Како што пренесуваат медиумите, председателот Андеј Дуда за ова разговарал со грчкиот колега Прокопис Павлополус, но и со премиерот Алексис Ципрас. Реализацијата нова би значало развој на енергетските и на транспортните мрежи. Грчките медиуми јавуваат дека Грција и Полска се двете европски земји за кои постои перспектива за увоз на газ од шкрилци. Метроата во Атина денеска стојат 24-часовен штрајк започна вработените. На овој начин тие го искажувале својот револт против плановите за приватизација на компанијата.
Ова не е прв штрек на вработените во атинското метро. Изминатите недели имало по неколку часовни блокади, а вработените барале средба со министерот за финансии. Грција, за да го добие кредитот од своите европски и меѓународни доверители вреден 2,8 милиарди евра, условена е на списокот на компании кои што се нудат на продажба да го стави атинското метро. Рускиот претседател Владимир Путин се сретна во Сочи со сирискиот колега Башар ал-Асад, а двајцата лидери се согласиле дека фокусот на сириските конфликти преминува од воените операции во потрага на политичко решение. Како што пренесува Reuters, портпаролот на Кремљ Димитар Пасков изјавил дека посетата на Асад траела 4 часа. Како што е објавено, Путин рекол дека сирискиот претседател сакал со него да се сретне пред состанокот во Сочи, кој би требало да се одржи утре со лидерите на Турција и Иран. Тој рекол дека за состанокот со Асад ќе ги извести и претседателот на САД Доналд Трамп, но и лидерите на Средниот Исток. Асад рекол дека во овој стадиум, особено откако успеале да ги победат терористите, во нивен интерес е да се напредува во политичкиот процес, а моменталната ситуација на терен го возможува тоа. Двајцата лидери последен пат пред оваа средба се сретнаа на 20 октомври 2015 година во Москва, неколку недели откако Русија покрена воена операција во Сирија. И на крајот овие вести ви ги пренесуваме кратките метеоинформации. Денеска имавме сончево време со мала до умерена локална облачност и со слаб до умерен северозападен ветер. Температурата ќе се движи од 3 до 13 степени. Следува период на стабилно и суво време со ниски утрински температури кои утре на повеќето места ќе бидат под нула. Дневните температури ќе бидат во постепен пораст. Тоа е се што подготвивме. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.